Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес, почитувани слушатели, како што знаете, народите од католичка и протестантска вера го слават празникот Великден по Григоријанскиот календар. Па нека им е честито. На 7 пак април идната недела е празникот Благоец, кога ќе дадеме и прилог, а пак со вечерашно во наше директно јавување. Всушност, ние ќе го пишеме сликовито настанот, ќе се потрудиме да го пишеме сликовито настанот кој беше на 25 март 1905 година, или поточно ќе дадеме прилог за масакарот во село Загоричани, за да пак емисијата ја завршиме со разговорот на подпредседателот на партијата ДПМН Александар Николовски. Но најпрво со поздравната честитка за сите вас. stradala.
da ti povara, porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara, koga će se vratam, sonce da mi greje duša, tebe da te pregrna. Porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara, koga će se vratam, sonce da mi greje duša, tebe da te pregrna. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џордж Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит центерс, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615.
25. март 1905 година колежот во село Загоричани, италијанските официри не го виделе нити меѓу дивите африкански племиња, пишува Дарко Јаневски. Да отпочнеме со прилогот за масакарот во Загоричани. Конзулите слегоа од коњите и тргнаа пеш. Пред очите им се појавија првите жртви. Кметот на Загоричани и неговата ќерка, и на двајцата телата им беа обезличени. Понатамо лежеа другите убиени, до вечерта двајцата конзули со придружниците ги обколија сите 62 убиени и 6 ранети. Меѓу убиените беше и мојот стар татко, поради што конзулите ми искажа длабоко сочувство.
Најпотресителна беше гледката на 17 убиени изложени во црковниот двор. Тука може да се видат лешеви на кои очите им беа избодени, градите распорени, рацете и нозете исечени, мозоците распрснати. Ова сведоштво е запишано од непосреден сведок на масакарот во селото Загоричани во 1905 година, извршен од страна на грците. Тоа е еден од почетоците на етничкото чистење во јужниот дел на Македонија, кој денес и припаѓа на Грција. 2 години пред тоа, при задушување на Илинденското востание, османлиската војска, која имала наредба да го запали Загоричани, со сета своја суровост убила 3 пати помалку селани од грчките банди. Како офицер на италијанската армија сум учествувал во многу борби со дивите африкански племиња. Често се случуваше нашите војници да бидат заробени од африканците и убиени, но убивање со таква свирепост не сум видел досега и не можам да најдам зборови со кои би ги опишал тие што ова злодело го сториле. Со овие зборови, според непосредниот сведок Наум Темчев, италијанскиот полковник Алберт го опишал тоа што го видел по грчкиот масакр врз населението во македонското село Загоричани Костурско на 25 март 1905 година. Во масакарот се убиени 62 загоричанци, некои од нив на таков начин што полковникот Алберт и неговиот колега Манери, заедно со австрискиот конзул Прохаска и рускиот конзул Калј ги ставиле рацете на лицето, не можејќи да поверуваат во тоа што го гледаат. Наум Темчев од Загоричани во тоа време бил во Битола. Успел да стигне со европската делегација во селото, да го види својот убиен татко, да биде сведок на последиците од масакарот, но и на реакциите на страна на европјаните. Конзулите слегоја од коњите и тргнаа пеш. Пред очите им се појавија првите жртви, кметот на Загоричани и неговата ќерка, и на двајцата телата им беа обезличени. Понатаму лежеа другите убиени. До вечерта двајцата конзули со придружниците ги обиколија сите 62 убиени и 5 ранети. Меѓу убиените беше и мојот стар татко, поради што конзулите ми искажаа длабоко сочувство. Најпотресителна беше гледката на 17 убиени изложени во црковниот двор. Тука можеа да се видат лешеви на кои очите им беа избодени, градите распорени, рацете и нозете исечени, мозоците распрснати. Запишал Темчев на 1 април 1903 година во Пловдив, одбележувајќи ја на тој начин 25 годишнината од масакарот, кој може би и најсликовит приказ за тоа како грците во 19. век го стекнува правото врз името Македонија, со кое денес одново ни го загрозуваат животот. Пред Илинденското востание Загоричани, село блиску до Костур, имало 600 куќи, многу од нив двокатни. При задушување на востанието турците имале наредба целосно да го разрушат и затоа го запалиле. Но дури и тие со сета своја суровост не убивале повеќе од 26 луѓе. До крајот на март 1905 година селото одново било изградено. Најмалку 200 куќи биле целосно обновени. Загоричани почнало повторно нормално да живее, но не сакало да се подчини на грчкиот митрополит Каравангелис и со тоа ја предизвикало судбината. Ден пред колежот во едно од блиските села, околискиот штаб на ВМРО имал состанок. По завршување на состанокот Дамјан Илиев бил испратен во Битола за да ги пренесе ставовите и да побара инструкции. Решил ноќта да ја преспие во Загоричани и кон градот на конзулите да тргне рано наутро. Бил примен во куќата на поп Стефан. Не ни предпоставил дека таквата одлука од него ќе направи сведок на еден од најкрвавите колежи во Македонија, извршен било кога. Одеднаш се слушна силен грмеш, по него и втор, па трет. Сната која стоеше најблиску до прозорецот страутно извика: "Станувајте, има пожар кај големата чешма." Сите се кренавме и ги издогледавме големите облаци чад што се креваа високо. Селото гореше од сите страни. Пламенот беше страшен, гореа плевни, кујки се уриваа со страшен тресок. Огнените јазици се сретнува високо над кујките и образуваа еден грамаден пламен кој осветлуваше целата околина. Подоцна вели дека пламенот бил наблюдуван од Каравангелис, кој читајќи молитва ги прашувал другите дали пламенот се намалува или зголемува и при секој намалување клекнувал и се молил за успех на делото, се сеќавал Илиев.
Каравангелис е костурски митрополит во тоа време, грк, кој цел живот го посветил на освојувањето на Македонија од грците и истребувањето на низините жители од тој простор. Работел по налог на грчките власти и се смета за креатор на сите злосторства извршени во Костурско од страна на грчките банди во тоа време. Само неколку месеци пред масакарот во Загоричани на 13 ноември 1904 година било нападнато леринското село Зеленич, токму кога свештеникот Ѓорѓе правел свадба. Во екот на веселбата грчката банда убила 13 мажи, жени и деца, а едно девојче живо го изгореле. Неколку дена подоцна во Македонија била испратена и бандата на Георгиос Вардарс Цонтос, кој ќе земе централно учество во убиствата во Загоричани. Според доктор Александар Трајановски од Институтот за национална историја на Македонија, кој е еден од најупорните истражувачи на масакрот во Загоричани, инаку автор е на книгата Антарктискиот колеш во Загоричани, објавена на 20 годишнината од настанот и кој има истражувано во грчките, бугарските, македонските, англиските, српските и руските архиви, сосема јасно се гледа дека колежот во селото бил подолго време подготвуван. Во британските документи за овој настан пишувало дека масакарот е внимателно планиран доста време и бил поддржан барем индиректно од кајмакамот и грчките метрополити во Костур и Лерин. Според доктор Трајановски, инспиратор на грчкиот колеш во Загоричани е метрополитот Каравангелис, кој бил информиран од бандитот Вардас за намерата и дури му дал список на луѓе во селото кои се верни на грчката црква и кои треба да бидат заштитени.
Станите сите, браќа македонци, од сите македонски градови, и да вигниме сите со гласове, бегајте грци, не ве сакаме. И да вигниме сите со гласове, бегајте грци, не ве сакаме. Димитрис Лотоксоу, човекот чии дела на грците им се крива косата на главата, автор на грчката антимакедонска борба, пишува дека бандитот Вардас, заедно со групата на подпоручникот Стефанос Дукас Малиос, севкупно 180 до 200 луѓе на разденување на 25 март 1905 година го опколиле Загоричани. Првата куќа се разниша во пламен од Макрис, потоа една по една поред ноќта стана посветла од ден, никого не слушаше. Над сите бомби, над куршумите и над криковите се издигна само гласот на Цонтас. Беше толку јак што го слушна пола Загоричани. Над 16 години никој жив да не остане, напишал Литоксоу, цитирајќи грчки документи за овој настан. Така почнало дивењето на грците во Загоричани. Траело неколку часа се додека не пристигнала турската единица која преноќувала во соседното село. Се предпоставува дека таа намерно задоцнила, оставајќи им време на грците да завршат дел од работата. Италијанскиот офицер Манери го предупредил турскиот командант за тој крај дека нешто се подготвува, а дека цел ќе биде Загоричани. Но тој решил да се држи понастрана со својата војска и да интервенира покасно. За случувањето во меѓувреме Дамјан Илиев напишал: луѓето набрзо сватија дека тоа не е војска, туку андарти. Тоа малку ги окуражи и почна да се бранат, не можејќи да се справат со одбраната кога сонцето веќе се беше кренало високо за да го осветли нивното подло и мизерно дело, со неколку товари плячки и со заробените селани, андартите се повлекоа гласно, искажувајќи ја својата јад, што не можат докрај да ја завршат наредбата. А каква била таа? О, ужас! Само грчкиот шовинизам и злоба можат да скројат такво злодело. Кога селаните и мало и големо собрани во црквата, чија побожност добро му беше позната на Каравангелис, ќе бидат исклани пред иконата на Света Богородица, а селото ќе биде запалено, дали е тоа за да се осветли тржеството на елинизмот? Може ли во човечката душа да се јави посатанска мисла? Населението почна да излегува. Околу секој труп беа седнати блиски и далечни и плачат и си јадат од облеката од мака. Малку понатаму иста сцена. На другата улица на крајот од селото пред куќата на Кузо Самарџијата се беше собрало цело мало да го оплакува и него и неговото семејство, сите маченички загинати во неравноправна борба. Кузо имал жена и 3 ќерки, сите загинале од бомби фрлени во нивната куќа, освен најмалото девојче кое било набодено на бајонети фрлено кон зидот. Девојчето имало 5 години, се викало Олга. Според списокот на жртвите што го објавува доктор Трајановски, низините сестри Ангелина и Катерина имале 14-7 години. Во тие моменти селаните се уште не знаеле што се случило со заробените што грците ги одвеле со нив. Предпоставувале црн крај, но сепак се надевале дека можеби ќе стигнат добри вести. Надежта им ја прекратил единствениот преживеан од 27-те заробени. Токму во тоа време се зададе еден гологлав човек со исечено лице и скината облека. Се стрчавме кон него што да видиме. Тоа беше човек што не можевме да го препознаеме по лицето, вратот, телото, рацете имаше рани од нож. На лицето немаше здраво место. Се беа рани и засирена крв. Господин Манери си го покри лицето, не можејќи да гледа. Оставете го да се одмори, исчистете му ги раните и преврзете го, па тогаш да ни каже што се случило, рече италијанецот. Вечерта се прибравме во неговата куќа. Петар, така се викаше ранетиот, не виде и едва и чујно проговори.
Не врзаа со јаже и не поведоа кон планините. Ние свативме дека судбината ни е решена и се вративме кон родните полиња за да ги видиме за последен пат. Тогаш оте Стефан им викна: "Што сакате од нас, ова е срамота." Тие приковани за моментот гневните зборови на дедо Стефан ги дигна пушките и пред очите ни се јави блесок. Цела редица падна како карпа. За тие што остана, погледнете ме мене и ќе ви биде јасно што им се случи. Со камења не ги смачка главите. Јас лежев како и сите. Кога си отидоа со джебно ноже, го исеков јажето и полека станав. Почнав да одам од еден до друг, како да ги будам, како да заспале, но никој не стана. И еве ме се довлеков до селото. Според Литоксоу, убиството на заробените се случило поинаку. Во планината ги колат заробените, напишал Литоксоу и продолжил со цитат од делото Македонска борба, мемуари од Јоанис Караватис. Работата ја презема Павлос Патрос. Патрос ги држеше и ножот и штикот. И така го постави штикот на пушката и започна да ги боде построените заробеници. Дента на настанот селанецот Загоричанит, кој успел да побегне, стигнал до соседното село Бобишта. Им кажал на луѓето што се случило, а Атанас Колев од истото село се преоблекол како турчин и сам на своја рака тргнал за Битола. Во градот за масакерот го известил бугарскиот представник Тошев, а овој веднаш испратил конзуларна нота до конзулите на Русија и Австро-Унгарија. По дводневно натегање со турскиот валија во Битола, конзулите придружени со италијанскиот офицер Алберт со воз заминале за Лерин, а оттаму со коњи за Загоричани. Во меѓувреме италијанскиот офицер Манери, кој се наоѓал во селото, ги советувал селаните да не дозволат закопување на убиените додека не стигне комисијата. Така беше овозможено од цела Европа да дознае за злосторствата извршени од грчките банди, а документи за овој настан да има во архивите и на Италија, Русија, Австрија и Велика Британија. Според Наум Темчев, конзулите, односно нивната придружба, направила и фотографии од обиените, но ако тие постојат се уште се негде во странските архиви, но и без нив благодарение меѓу другото и на ангажманот на русинот Кал, австријанецот Прохаска, италијанците Алберт и Манери и бугаринот Тошев, официјалните лица на сите европски земји дознале како грците на почетокот на минатиот век започнале да го стекнуваат историското право на името Македонија. И некои од нив тоа не им го премолчуваат на грците, но само некои. Мнозинството од европјаните очигледно преминуваат преку тоа. На 12 април 1905 година во австрискиот конзулат во Битола колежот во Загоричани е документиран со следните зборови. Грчката банда до темел го уништи селото утрото на 7 мај во тековниот месец по новиот календар, откако на разденување го нападнаа од повеќе страни истовремено. Кога жителите слушнале труби, помислиле дека некоја единица војска пристигнала во селото, па дури повеќемина излегли да ги пречекат војниците, но веднаш биле застрелани. Грците извадиле колку што можеле повеќе луѓе од куќите, вклучително и жени и деца, и ги убиле на варварски начин. Оние куќи што не можеле да ги заземат, ги дигнале во воздух со динамит и ги запалиле. Освен тоа, околу 20 мажи биле одвоени во планините, каде што биле заклани. Истовремено извршиле плачкосување и насилства заради пари. На овој начин бандата действувала цели 3 часа и нема никакво сомнение дека ќе биле убиени уште многумина ако не беше пристигнал подпоручникот на жандармеријата Незир Ефенди со 40 луѓе од соседното село Команичево, па дури тогаш грците се повлекле во планините. Познатата македонска песна што ја слушнавме, која почнува со стиховите "Народе македонски, со какви идеи си ти, доста веќе разбуди се, свести се не спити", е инспирирана токму од колежот во Загоричани. Денес ова село се вика Василијас, што во слободен превод би значило царско село. Ова име го добило во 1928 година, а во 1913 година во Загоричани имало 2370 луѓе, од кои најголем дел се иселиле во Бугарија и во Соединетите Американски држави. 45-та година биле попишани само 720 лица. Тоа всушност е приказната која финалето го има на крајот од 50-тите години на минатиот век, пошто Грција започнува да тврди дека на низината територија нема други малцинства освен малобројните муслимани.
Инаку во документот што конзулот Мек Грегор го испратил до англискиот амбасадор во Турција во врска со Тиекао, настанот на Загоричани објавен во спомнатата книга на Трајановски, меѓу другото пишува: комплетниот број на незакопани тела пронајдени од полковникот и двајцата конзули е 68, вклучително 6 жени и 2 деца, при што последните се прободени со бајонет, па распорени, а во еден случај откриено дека едно цело семејство е уништено со динамитни бомби од примитивен тип, фрлени низ дупките направени во зидовите на нивната куќа. Покрај изгорувањето на 13 куќи и исто толку плевни, грците намерно поклале многу стока, а малиот број ранети, околу пола дузина, сведочи за совршениот метод по кој е изведена касапската работа за она кратко време од 1,5 час. Треба исто така да изразам видливата разлика меѓу масакрот во Загоричани и убиствата извршени од екзархистите против патриаршистите, бидејќи додека првите речиси непогрешно ги избираа своите жртви меѓу лицата за кои се знае или се сомнева дека се виновни за предавство, грците се чини не биле заинтересирани од друг мотив, освен да убијат што е можно повеќе екзархисти. Ne
православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Бионовски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Anor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, и ќе преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Последните минути од вечерашната наша програма ќе ги искористиме во интервјуто со подпредседателот на партијата на ДПМН Александар Николовски и новинарот од Сител. А јас би сакала да ви се заблагодарам за вашето внимание, со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Истовремено в недела е Благоец, повелете и во сите македонски православни цркви на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ. Денот мој гостин Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам на поканата, добро вечер. Ги официализиравте кандидатските листи за идниот собраниски состав. Зошто решивте да го репризирате составот кој го имавте во претходниот мандат? Затоа што сметам дека се работи за еден од најдобрите парламентарни состави било која политичка партија што го имала, и за мене клучното да бидам директен е затоа што издржаа на притисоците кои што ги имаа во овие 4 години, особено при обидот за промена на уставот.
мислам дека за прв пат се случува во македонската политичка историја да една политичка партија или раководство на политичка партија заземе став и тој став да се испочитува до крај. Правилен, погрешен е работа на толкување на јавноста. Јас сметам дека донесовме правилен став, но она што е многу битно е дека ниеден од овие 44 пратеници не отиде спротивно на она што беше наша заедничка одлука, тоа е дека уставни измени под бугарски диктат не прифаќаме. И затоа сите оние кои што имаја желба да продолжат во пратеничките клупи добија шанса за нов мандат. Секако имаше и одредени кои што заради дали приватни предизвици или професионални предизвици кои што ги гледат во извршната власт, решија да не се кандидираат на листите, но најголем дел, преку добри 80% од пратеничката група на ВМРО-ДПМН продолжува и на следните во следниот состав, односно ќе биде номинирана на овие избори, така што тоа е главната причина зашто се на листите. А вие се одлучивте повторно да трчате како носител во 4-та изборна единица, наспроти Охридското потекло кое вака на сите ни дава очекување дека би уделе во 5-та изборна единица. Зошто Сајковски во Охрид, а Александар Николовски во Струмица и целата 4-та изборна? Ние одамна сме го напуштиле тој регионален принцип на носители на листи. Ако ги видите носителите, ќе видите дека е така. Јас одам во 4-та изборна единица затоа што јас и во моментов сум пратеник од 4-та изборна единица, имено 2020 година исто така бев носител во 4-та и мислам дека е фер кога ќе добиете мандат од луѓе да отидете после и на реизбори да ги прашате луѓето што мислат за вас. Најлесно е да избегате и да се криете за одредени изговори. Мислам дека е честно да се појавам повторно во 4-та, да ја предводам листата. Може би беше предизвик Венко Филипче како носител од СДСМ. Морам да бидам искрен и директен, мислам дека имам сега најлесен противник. Ако од 2020 година може би имав најтежок, тогаш беше Зоран Заев, сега мислам дека имам најлесен противник од сите 6 носители на СДСМ, затоа што се работи за политички потрошена личност и навистина и се чудам зашто реши да се кандидира. Има една теза која што често ја слушам и сум ја искоментирал во јавност дека се работи за лидерска битка внатре во СДСМ помеѓу него и носителот во 2-та изборна единица Оливер Спасовски и дека тоа е причината што се кандидира, но не можете вие лидерските битки да ги пренесувате на ниво на избори, на ниво на гласачи. Мислам дека должи многу одговори во јавноста. Должи одговор зошто Македонија имаше највисока смртност во корона кризата. Должи одговор за модуларната болница во Тетово и 14 жртви таму. Должи одговор како во Македонија стерилизацијата отиде на приватен партнер истиот кој што има во Албанија. Должи одговор за тоа дали убедувал една приватна болница во Македонија се продаде на еден албански бизнисмен. Како што и должи одговор за тоа како Македонија преку фирма за Јужна овош и од Хонг Конг сакаше да набавува вакцини, познатата афера Стабри. Значи во четвртка ќе се дебатира за здравството. Ако добро ме разбирам, видете, јас гледам дека од другата страна таа кампања се води, се злоупотребуваат пациенти, се оди по семејства кои што имаат или имале болни членови на тие семејства и наместо таа професија се работи хумано и да се работи затоа што нели имаат Хипократова заклетва докторите, се работи за пиар и за реклама. И кога вие го работите тоа за пиар, за реклама, кога ангажирате пиар агенција, ќе бидам директен, тоа е пиар агенцијата Рейтинг, да оди по медиуми, по портали и да ви води платен пиар, само треба и сметките да излезат да ги има, затоа што мора сега се пријави во кампања, тоаш вие злоупотребувате својата професија. Кога тоа го правите, нормално е да добиете и одговори, ја честно е да ги поставам овие прашања во јавност, на истите да добиеме одговор, како што е честно и да прашам зашто Прилепската болница е во ваква состојба во која што е и дали знаел тогашниот министар за здравство или не, дека во Прилепската болница има многу спорни јавни набавки за кои што следниот период ќе вадам документи, например истата директорка на болницата во 2 наврати прави 2 договори за одржување на IT системите во болницата. Првиот пат тоа чини 2.500 евра месечно, вториот пат чини 5.000 евра месечно со истата фирма за истиот обем на работа, па како за година дена 100% поскапела услугата. И ова се бројни прашања кои што ќе ги отворам. Ќе ги слушаме, верувам во кампањата многу вакви прашања, сигурно и противничкиот табор ќе има за вас. Кога влегувате во ваква политичка битка, нормално е да од другата страна добивате прашања, како што исто така нормално да прашањата кои што не сте ги затвориле во минатото, кога сте напуштиле политиката, повторно излезат на површина. Така што мислам дека е фер јас да ги поставам овие прашања.
Добро, ќе следиме кампањата, верувам дека ќе има и значајни дуели, дебати околу темите кои што ева и вечерва ги отваравте. Ја проширивте коалицијата и стасавте до, како што велите, рекордната бројка од 24 партнери во коалицијата на ВМРО ДПМН. Зошто имавте потреба да ги земете во својата закрила политичките партии кои до вчера беа дел од коалицијата на СДСМ? Која е за ВМРО ДПМН додадената вредност од партиите на Љубе Бушковски, Павле Трајанов и други кои што сега се приклонуваат кон вашите редови? Затоа што на овие избори секој глас ќе се брои. Не е прашање дали ВМРО ДПМН ќе победи на изборите, тоа го знаат сите, ВМРО ДПМН ќе победи на изборите. Прашањето е со колку пратеници ќе победи. Ние бараме убедлива, би рекол историски неголема победа од опозиција, со цел да можеме после тоа да имаме влада која што ќе може да ја реформира Македонија и да ја чисти од корупција. За да е таква владата, мора двата клучни партнери во оваа влада, СДСМ и ДУИ, додат надвор од влада. За да го постигнеме тоа, нас ни треба максимално висок резултат и затоа се дојдени сите оние кои што сакаат да се приклучат во оваа битка. Затоа што ако ја видите вие денес состојбата за која што мислам дека многумина, особено македонци, некако како да ја вртат главата и не сакаат да се соочат со реалноста, таа е следна. Талат Джафери е премиер на Македонија, Стево Пендаровски е председател на Македонија, Бујар Османи е министер за надворешни работи, Фатмир Бесими е министер за финансии, Крешник Бектеши е министер за економија. На македонците им се случува апартхеид. Тоа е фактичката ситуација. И тоа не им се случува апартхеид од друга етничка заедница како што ДУИ сака да манипулира со албанците, туку им се случува од политичка партија која што сега има само 12 пратеници и со 10% пратеници контролира цела држава, а на врвот на пирамидата е Али Ахмеди кој што е газда на Македонија. Во моментов и ништо не може да помине без него. Ние сакаме тоа да го промениме и сме сигурни дека ќе се промени, но за да се промени ние мора да го расшириме нашиот круг и да вклучиме што повеќе структури внатре кои што ќе допринесат кон овие промени, затоа што со донтовиот модел, пропорционалниот изборен модел кој што го има Македонија, некојаш пратеник се добива за 100 или за 200 гласа плюс. И таа е битката на овие избори. Овие избори се за пратеник плюс и затоа ние повикуваме на масовна излезност, затоа што сме убедени дека колку е поголема излезноста, толку ќе е подобар резултатот за ВМРО ДПМН. Колку гласа може да ви донесат овие политички партии кои се приклучат? Па ова што се приклучи ново, реално може и над 30.000 гласа плюс да Добре, вие велите целта е да се расчисти со криминалот, ако добро ве разбирам. Точно. Љубе Бушковски беше апсен и суден во време на претходната влада на ВМРО ДПМН. Според вас, ровери кампања се местени случај? Не мислам ни дека се местени, дека не се судството треба да каже за таа работа и нормално ние не планираме да се мешаме во судството, колку што знам тој си одлежа тоа што беше негова казна и секој како ќе одлежи казната има право повторно на свој живот. Ние имаме политички прогонувани личности од ВМРО ДПМН кои што беа осудени, според мене неправилно. Тоа што имаа за казна одлежа и сега повторно може да бидат активни и во политичкиот живот. Тоа никој не го забранува. Така што одговорот тука мислам дека би било овој, дека тоа што било е затворено прашање. Добро, неговата партија исто така повикуваше на гласање за на референдумот за уставното име. Партијата на Павле Трајанов ја поддржа промената на уставното име. Петар Богоевски во континуитет повикуваше Мицкоски се поднесе оставка за да може ВМРО ДПМН да дојде на власт. Зборувам принципиелно, дали можете во овие политички партии да најдете НЗС, односно да најдете заеднички вредности? Прво имаме повисока цел, а повисоката цел е ова што кажав сега, од првите 5 клучни позиции во државата, 4 се во моментов на ДУИ и сметам дека е тоа погрешно и дека мора да се промени и мислам дека ќе го промениме после овие избори, ДУИ мора да оди во опозиција и да одговара за она што го направиле. Во однос на промената на името, нашиот став е непроменет. Ние мислиме дека промената на името е нешто што е спротивно на волјата на македонскиот народ и тие кои што имаја таков став очигледно се соочија со тоа дека имале погрешен став. Факт е дека многу луѓе и многу политичари после тоа се покаја за тоа што го направија и што го имаја како став во тоа време. Овие се покајани?
Па за Павле Трајанов, например, знам дека јавно кажал дека им било грешка. Но мислам дека тоа што не поврзува со сите политички структури е дека сите сметаат дека Дуи треба да оди во опозиција и тоа е окосницата, тоа е линијата на која што ние се сојузуваме на овие избори и ќе имаме убедливо најдобар резултат на избориве. Имате ли исти став со овие партии во однос на промената на уставот за пишување на бугарите? Да, тоа беше дел од разговорите. Ние водевме разговори со секоја од овие политички партии и сите недвосмислено го поддржаа ставот на ВМРО-ДПМН дека уставни измени под бугарски диктат нема. Може ли точната формулација на тоа што стои во предизборната програма во однос на прашањето? Уставни измени под бугарски диктат нема. И нема да има. Ваши сопартици изјавија дека стои решение за одложено важење на уставните измени. Дали е таква формулацијата? Ние сме нуделе и во ова студио, јас најмалку сум зборувал за 3 решенија. За жал власта не прифати ни едно од тие 3. Нудевме хрватски модел, кој што Дуи не го прифати. Нудевме одложено важење, кое што ни седа само ни Дуи не го прифатија и нудевме еден, условно кажано, покомплексен предлог на засебни 3 столба, правен, економски и политички. Исто така не беше прифатено, затоа што очигледно кога го подпишале тој предлог, тие рекле дека подпишуваат се само да останат уште некоја година на власт, но еве дојде крајот на таа власт и сега доаѓа време за одговорност. И ќе се одговара. Добро, значи немате конкретен предлог во програмата. Антони Милушовски од ова студио конкретно кажа дека решението е одложено важење на уставните измени. Нашиот предлог по однос на проблемот со Бугарија е истиот и е принципиелен, а тоа е дека доколку Бугарија очекува дека Македонија треба да направи чекор во однос на малцинските права, треба и Бугарија да направи чекор. Меродавен орган за ценење на малцински права во Европа е Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Кога ќе го видите таму, резултатот е многу едноставен. Има 14 пресуди во корист на македонците во Бугарија и ни една пресуда во корист на бугарите во Македонија. Бугарија е земја членка на Советот на Европа и на Европската Унија, не ги спроведува пресудите на Европскиот суд за човекови права. Како може да очекува од нас било што кога таа држава, која што е чекор пред нас во интеграциите, не се држи до сопствените обврски? Што има против Бугарија да македонците во Бугарија, например, се здружуваат во здруженија на граѓани или имаат факултативна настава на македонски јазик или формираат играорни групи, например, за почитување на македонската традиција и култура. Доколку Бугарија не направи чекор, Македонија не сме и нема да направи чекор, затоа што јасно е дека овдека сме предмет на уцена. Нити македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик, нити Македонија е дрво без корен, нити македонската историја е бугарска, нити македонскиот народ е вештачки создаден во 1945 година. Ова е основата на ставот на ВМРО-ДПМН. Крстете го програма сега или владина програма, после и од ова промени нема. А кога ќе биде објавена програмата на ВМРО-ДПМН? Не може пред ова интервју да... Не, очекувам, има